Добар ден, криптоентузијасти, од центарот на Македонија од Велес, иако на одмор, нели, ветивме дека ќе направиме видео, со тоа што ќе го кондензираме ова видео заедно во едно, во однос на што ветивме дека ќе разговараме, а тоа е прво ќе поразговараме за самиот Извештајот за вработеност во Америка во месец август, кој што е исто така многу битен за целата економија, ќе објасниме зошто. Потоа ќе поразговараме исто така и за Bellatrix хардворкот, кој што треба да започне од утре официјално. Не ќе кажеме точно кое е време, како сето тоа нели сетирано за да ви објасниме. Како и дополнително ќе поразговараме денес за Cardano хардворкот, односно Cardano Vasil хардворкот, кој што треба да започне со работа односно да се интегрира во системот на Cardano на 22 септември. Со тоа што првенствено мораме да започнеме од најбитната тема за која што треба да разговараме денес, а тоа е, најбитна тема е затоа што ваквиот тип на репорт, еден репорт ја движи целата економија нагоре или надолу. Тоа го видовме и во претходното движење на биткоин надолу на 26 август, кога Джером Пауел го кажа своето мислење во однос на економијата во блиска иднина, дека истите и понатаму ќе продолжат да буквално прават се што е во нивна можност, односно оние rate hikes, со цел да ја намалат инфлацијата на територијата на Америка, која што според нив треба да достигне ниво од 2%, а моментално се наоѓа на ниво од 8,5%, кое што е за 0,6% помало од претходниот месечен просек. Со тоа што, проблем во оваа ситуација што е? Со секој rate hike они уствари ја подигаат вредноста на доларот и собираат се повеќе и повеќе количини на долари назад во Америка и назад во Федералната резерва, каде што истите кога ќе се вратат во Федералната резерва и се надвор од оптек, на тој начин се намалува количината на долари на пазарот, а со тоа се зголемува цената, односно вредноста на самиот долар. Со тоа што DXY индексот уствари споредба на вредноста на доларот во однос на баскет, како што велат, односно корпа од по голем дел на јаки валути во светот. И чисто да видиме моментално каде се наоѓа јачината на самиот долар, вредност 110, која што е на некој начин многу ретко видена во вредноста на доларот, за последен пат е видена на 3 јуни 2002 година. Дека цели 20 години ние не сме виделе буквално ваква вредност на доларот и гледаме дека претходниот да речем локален топ кој што е формиран септември 2 на 2002 година, беше скршен, со тоа што мораме да видиме дали на месечно ниво истиот ќе успее да пробие и да остане над ова ниво. Но тоа нели понатаму на крајот од овој месец. Сега моментално она што е битно да го забележиме е дека истиот моментално се движи во исклучиво нагорен тек, дури и покрај утврдување на овие два локални врвови, и понатаму продолжува да се движи нагоре, а сето тоа е поради тоа што поголемиот дел од луѓето во светот имаат многу поголема доверба во доларот наспроти сопствените валути и затоа повеќето од нив ги менуваат сопствените валути за долар, затоа што моментално доларот и понатаму расте, а после ваквиот тип на вест, каде што Джером Пауел лично, директорот на Фед, искоментира дека и понатаму ќе продолжат со ваквиот тип на оваа алатка која што ја користат, односно rate hikes, и дека ваквите rate hikes ќе бидат исто така силни и понатаму, односно на месечно ниво и понатаму планираат да ја покачуваат оваа каматна стапка која што досега е 2,5% на следниот состанок на 20 и 21 септември. Со тоа што истите кажуваат дека моментално самата економија тоа може да го поднесе, дури и да има болка, во превод да имаме пад на економијата, истата може да го поднесе. Каде што клучно за оваа ситуација е уствари самиот репорт за вработеност во Америка, кој што моментално дојде со, да речем, позитивни информации, нема да минеме преку целиот, само ќе ви покажам некои клучни моменти, како што е првиот, овие non-farm payroll employment increased by 315,000 и многу, што значи дека non-farm payroll employment уствари се однесува на сите вработени кои што не се вклучени во било каков, да речем, фармерски
начин на работа или пак невладени организации. Значи ова е буквално сите останати работни позиции настрана од агропроизводството. Со тоа што се покача за 315.000, што значи дека компаниите во Америка се повеќе и повеќе се обидуваат да вработат луѓе, што е обратно пропорционално на економска криза. Значи во економска криза сите компании се обидуваат да го намалат бројот на вработени со цел да ги намалат сопствените трошоци. Значи секаков тип на зголемување на сопствената економија е неприфатлив во момент на економска рецесија или економско назадување. Затоа и Фед со ваквиот, значи ова беше уствари извештај кој што беше практично издаден на 2 септември и кој што, како што можеме да видиме, барем за почеток, еве овдека, гледаме дека на вистина, значи имаме зголемено барање на луѓе во индустријата во Америка, со тоа што, значи, во оваа ситуација, иако, да речеме, за 0,2% пораснала невработеноста во Америка, значи, генерално имаме многу големо побарување на работни места, кое што е основната дефиниција по која што Фед кажува дека ете гледате економијата е супер, значи и понатаму компаниите бараат нови вработени, што значи дека на тој начин и понатаму самата економија може да го издржи овој притисок кој што Федералната резерва го прави со воспоставување на нови каматни стапки. Значи они буквално се движат само по ова. Значи не сакаат да земат ништо друго преби затоа што се друго е катастрофално. Значи они се во активна рецесија, иако тоа не сакаат да го признаат, они дури ги сменија правилата на рецесија кои што досега постојано во, да речем, последниве 70 до 100 години каде што имаме генерално наука за економија, правилото за рецесија е дека два последователни квартали со негативен GDP представува влез во рецесија. Значи истите моментално го сменија тоа правило само за да не кажат дека се во рецесија и гледате, значи единствено што се гледа моментално е дека значи само да ви покажам уште еднаш го имав овдека најдено, значи ова е исклучиво за тоа. Се кажува дека моментално се покачиле практично барањето за вработени за 315.000 во август и моментално значи 5,8 милиони луѓе се бараат за работа практично, со тоа што е многу битен факт дека моментално побарувањето за работници е поголемо за 240.000 од при пандемик ерата во февруари 2020 година, што генерално е добар показател, значи покажува дека економијата дури во оваа рецесија е подобра од онаа пред пандемијата во февруари 2020 година, што навистина покажува солиден напредок на генерално глобалната економија представена преку американската, но тоа не го менува фактот дека моментално навистина се наоѓаме во надолна линија за економски раст, да речеме. Сега, значи идејата кај нив е дека оваа голема бројка на побарување за вработување, кое што е дури поголема и од предпандемиската ситуација во Америка, представува основен репер на кој што Джером Пауел, значи сега ова на пример, иако овој говор беше даден на 26 август, со ваков резултат, со вакво бројка да речеме, зголемување на овие побарување за вработување, Джером Пауел има уште еден да речем показател кој што ќе му дозволи на следниот состанок на 21-22 септември да даде уште поголем рейт хајк, кој што ќе резултира со растење на доларната средства и што погодете паѓање на сите пазари, вклучувајќи и криптопазарот. Со тоа што мораме да запазиме дека имаме уште еден датум кој што е многу битен, а тоа е на 13 септември. Мораме да запазиме каква ќе биде инфлационата стапка за август во Америка, со тоа што мораме да видиме дали истата ќе продолжи да паѓа. Сега, значи 50% од условите за голем рейт хајк, односно голема каматна стапка додадена на претходните, е усвоено со тоа што employment репортот е буквално оно што и го очекува да биде многу позитивен, со тоа што ако добиеме на некој начин ова е како што реков инфлационата стапка 8,5%. Замислите ако повторно добиеме пад да речеме од 0,5-0,6%, во таа ситуација ќе има уште поголем елан да додадат уште поголем рейт хајк, кој што сега за сега луѓето мислат дека ќе биде околу 0,75% или 75 base points, како што они ги нарекуваат, за се повеќе и повеќе да се заобли оваа кривина на инфлацијата и да се доведе до оние 2% оприлика кои што
очекува Фед да ги достигне. Сега, овдека има неколку проблеми во оваа цела ситуација, односно, ваквиот тип на зголемување на доларната вредност ги уништува не само значи американската, туку и светските економии, затоа што светските економии за да направат било каков тип на светска трговија, односно меѓусебна размена на услуги добра, значи они мораат да заменат се повеќе и повеќе од локалната валута во долар за да можат да направат таа размена. За големите економски сили, иако тоа има економски импакт, не е толку голем како што е за помалите. Проблемот е колку економијата е посиромашна во одредена држава, да речеме Камерун, толку поголем ќе биде деструктивниот момент кој што го има долар, затоа што Камерун не може да купи ништо без да замени огромна количина од сопствената валута во долари, само за да може да размени нешто, да речеме, со некој себе, не знам, Чад, Мали, како и да е некоја друга држава околу себе, затоа што немаат иста локална валута. И во оваа ситуација фактички на тој начин вие ја уништувате нивната економија, затоа што они мораат се повеќе и повеќе сопствената валута да ја заменат во долар, за да може да направат било каков тип на размена. И претходно, значи, каде е уствари интересниот факт сега моментално? Претходно, кога ќе се случи ова, односно кога, да речем, доларот достигнува некоја висока вредност, како што е во случајот 110, така, значи, они имаат инструмент како уствари да го регулираат тоа, со цел да ја намалат вредноста на доларот и да не ги уништуваат сите економии, вклучувајќи и сопствената. А тоа е принтање на повеќе долари. Зошто? Затоа што колку повеќе долари принташ во економијата, толку повеќе неговата вредност се намалува. И на тој начин, например, со тој инструмент, они кои ќе продолжат да принтаат, ќе и помогнат на економијата да се развие повеќе, за разлика од тоа ќе намалат вредноста на доларот и ќе направат некој баланс. Проблемот во оваа ситуација е дека доколку сега, значи затоа што гледате колку е висока вредноста на доларот, че рековме висока е во последните 20 години, ова е прв пат да достигне ваква висина. И сега, проблемот до целата ситуација што е? Ако они се дрзнат да земат да принтаат сега моментално повторно долари, че они ќе се стават себе си во хиперинфлација, затоа што моментално било каков тип на принтање на долари повторно ќе го пренасочи овој раст на инфлацијата нагоре, затоа што колку повеќе имат испринтано, толку повеќе инфлацијата ќе расте. Значи моментално они се наоѓаат во таква глупава ситуација каде што првенствено ги ставаат рейт хайксот за да повлечат сума на долари и со тоа ја креваат значи цената, односно самата вредност на доларот, но немаат против тежа која што доколку на пример треба да се запре сега моментално растот на доларот, да почнат со принтање, зашто они се моментално ставени буквално во ќош, затоа што принтање на пари ќе донесе до преголема инфлација, која што ако испадне нагоре од контрола, тогаш веќе ќе дојде до хиперинфлација и доларот ќе биде бескорисен. За разлика од тоа, доколку не го направат ова, ризикуваат да направат огромна депресија, не рецесија, туку депресија, како на американските пазари, така и на светските пазари, затоа што имаме премногу силен долар, кој што не може да биде корисен, а во исто време треба да биде светска резервна валута. Значи, гледате каде моментално се наоѓа она неизбежен колапс кој што мора да се случи, затоа и многу луѓето велат дека оваа зима ќе биде доста страшна, ова е една од причините зошто. Сега да не навлегуваме во детали, ќе направиме техничка анализа понатаму. Денеска само сакам да ги напоменам овие работи кои што се многу битни, затоа и значи многу битно ова да го запазите, се додека Федералната резерва и понатаму продолжи да става нови rate hikes, како што во ситуација очекуваме тоа да се случи на 21-22 септември, и јас значи навистина очекувам 0,75% да биде повторно, значи очекуваме и понатамошно паѓање на пазарите. Со тоа што јас верувам дека оваа пауза која што ја има овдека пред падот до претходното локално дно од 17,5К на биткоин е буквално исчекување на 20-21 септември. Видете, прво, значи да не се лажеме, како што рековме. Прво доаѓа извештаот за инфлационата стапка, кој што доколку е позитивен, инфлационата стапка падне, ќе добиеме повторно буткање на некој начин, ќе добиеме пуш нагоре на сите пазари. Но тоа ќе биде краткотрајно, затоа што една недела после тоа имате состанок на Федералната резерва, кој што јас верувам дека повторно ќе биде 0,75% покачена каматна стапка и сето она што ќе го добиеме ќе се врати повторно надолу, што верувам дека ќе биде доволно за да добиеме капитулација до претходното локално дно, а понатаму ќе видиме и дали ќе успее да се реализира овој поголем bear flag во оваа огромна значи на некој начин оваа огромна формација
кој што според мене би резултирал и со конечно утврдување на дно на овој bear market. Значи, имаме помало формација bear, која што треба да резултира со враќање до 18,5% и поголема, која што моментално нема права, затоа што чекаме да видиме дали истата ќе почне да се реализира, а тоа би било, значи, она што претходно го разговаравме, значи од оваа bear формација, доколку поставиме у моментот каде што цената испаднала од овој флаг, гледаме дека цената се движи дури и до 10k на биткоин, но тоа, значи, мораме да видиме дали така ќе биде реализирано, затоа што самиот Фибоначи секвенца од овој последен потек, првата цел му е негде околу 12,7 што кореспондира со локален врв од средината на претходниот bull market. Значи, нема да навлегуваме од техничка анализа, само сакам да ви кажам накратко каде сето ова води и овие rate hikes кои што нема да престанат во септември, ќе продолжат и понатаму, се додека инфлацијата не се заобли, а за тоа е потребно време, кое што на пазарот ќе донесе и понатаму краш, значи ќе продолжи па и надолу. Сега, тоа е генерално што имаме да кажеме околу Федералната резерва, значи следниот датум кој што треба да го следиме е 13 септември и да видиме дали ќе се реализира оно што моментално го кажавме на каналот, односно ќе повториме доколку добиеме негативна инфлационна стапка, односно намалување, да речеме од 8,5% моменталната стапка, да падне на некој, не знам, отприлика како што рековме и претходно, ако се сеќавате. Значи, званичен добар пад или раст на одреден коефициент, посебно во случај на инфлација, е барем 0,5%. Се под тоа е на некој начин недоволно за навистина да го помрдне пазарот, а тоа и се случи, значи 0,6% пад на инфлационната стапка и добивме добар раст на пазарот нагоре, затоа што луѓето изгубија страв. Значи гледаат дека инфлацијата се заоблува и они веднаш мислат дека тоа тука завршува економската криза, што е многу далеко од вистината. Што значи дека ако добиеме повторно 0,5-0,6 пад на инфлационата стапка, тоа само ќе го засили апетитот на Фед и понатаму да продолжи за да ја намали оваа стапка што може повеќе. Сега, тоа беше околу се што требаше да кажеме за самите извештаи за вработеност. Следен датум рековме е 13 септември. Следно што сакам да ви кажам пред да разговараме за Етериум е битно дека конечно Cardano Vasil Hardfork доби званичен датум, а тоа е септември 22, кога конечно ќе се реализира значи новиот дел од развојот на Cardano. Тоа е Vasil Hardforkот, значи за ова може да погледнете повеќе, имавме направено видео исклучиво за Cardano, каде што објаснуваме што е Vasil Hardforkot, што истиот ќе внесе, зошто е толку добар, зошто е толку очекуван и како истиот ќе унапреди целиот екосистем на Cardano со неговото интегрирање. Со тоа што, верувајте ми, Vasil Hardforkot, значи веќе, како што можеме да видиме, веќе доста ја напредна цената на ADA, со тоа што моментално ADA, значи можеме да погледнеме на CoinGecko, се наоѓа, го прескокна и Ripple, за да го земе шестото место. Само да видим каде се наоѓа. Добро, значи седмо, во случајот за што Binance USD е овде, за некоја мала разлика од 3 билиона, со тоа што Cardano го прескокна Ripple во market cap и нормално неговата цена може да го резултира тоа, значи 0,5 во најдлабокиот дел од bear маркетот и не е така лошо. Со тоа што веруваме дека ќе има солиден напредок нагоре на цената на Cardano. Сега, Cardano не е од оние валути кои што ние ги чуваме за да направиме брза размена swap и да направиме некаков профит. Значи, Cardano, кај нас поголемиот дел од Cardano е моментално заклучен во проекти кои што се развиваат на Cardano, каде што добиваме стейкинг за самиот Cardano и дополнително добиваме токени од оние практично многу паметно е направено на Cardano, каде што имаме различни, мислам тоа неколку пати да сум го покажал, имаме различни пулови кои што на некој начин со стејкањето на сопствениот Cardano го користат со цел да го развијат сопствениот проект, а на тој начин вас за тоа што вие сте го ставиле вашиот Cardano во нивниот пул на стейкинг, ви даваат Cardano награда и своји токени награда, нели, секој од нив има различни услови за тоа колку добивате, но идејата е дека, значи, ние како еден од најголемите да речем бегови кои што ги имаме од Cardano е проект кој што дефинитивно нема да правиме никаков своп, нема да правиме никакви краткорочни профити, значи истиот го чуваме
до наредниот bull market без никакви предрасуди, значи тоа е еден од проектите кои што навистина веруваме и не планираме ништо од ова да правиме. Но многу од трговците верувам дека ќе го направат тоа, значи оние стандард pump and dump шема за тоа што ова е buy the rumor sell the news евент во кој што на пример сите знаеме дека ќе настане на 22 септември и нормално е секогаш пред 22 септември, значи да имаме напредок на цената на Cardano за истата да биде на некој начин назадена на ден или еден ден пред самиот Vasil hard fork. Сега она е краткорочно, луѓето што не го гледаат. Значи идејата не е да се направи брз профит, иако тоа е добро нормално. Значи идејата за Vasil hard fork е дека истиот го напредува целиот екосистем многу за понатаму, значи за следниот bull market, за следното развивање на сите оние проекти кои што доаѓаат заедно со Cardano. Затоа на пример ние се радуваме ако истиот е успешен, а веруваме дека ќе биде со оглед на фактот дека Cardano, иако многу пати ги одовлекуваат ваквиот тип на апдејти што и да прават во сопствениот екосистем, тоа е со многу добра причина затоа што истите се толку професионални што не би си дозволиле нешто да испадне, а да не биде комплетно функционално како што досега се потврдило. Сега интересно од целата ситуација што би сакал да ви кажам е, значи иако не можеш да најдам податок, значи јас го видов тоа на некои од каналите кои што ги следам, дека моментално Cardano е еден од топ 3 проекти кои по развивање. Значи на истиот се градат негде околу 10 апликации дневно. Значи имаме огромен број на проекти кои што се градат моментално, а пазите, ова е во најдлабокиот дел од bear market. Значи тоа покажува дека екосистемот на Cardano се повеќе и повеќе се развива. Она е тоа што многу луѓето не го разбраа кога за прв пат се направија смарт контракт платформите на Cardano. Значи луѓето очекуваат дека веднаш ќе имаме развиен екосистем, веднаш ќе отиде цената значи бескрај. Но она што не го разбраа е дека на ваквиот тип на посебно платформи кои што за прв пат уредуваат нели да имаат смарт контракт availability и нов значи да не забораваме на фактот дека Cardano не користи веќе користен јазик програмски за креирање на апликации, туку има собствен Bluetooth. Значи идејата е дека е потребно време за екосистемот да се развие. И сите оние значи сега не знам вие дали сте го следеле доволно ова на криптопазарот, но Cardano е еден од најомразените проекти затоа што прво беше Cardano нема никогаш да има смарт контракти, Cardano доби смарт контракти. Cardano нема да има апликации, Cardano добива се повеќе и повеќе апликации. Cardano не може да се развие на следниот степен, Cardano моментално објави дека на 22 септември влегува во следната епоха, односно Vasil. Значи сакам да кажам сите тие работи кои што луѓето постојано ги одрекуваат. Значи они не гледаат проекти како на пример Solana каде што проектов успеал да крашне, не знам, 5 пати во последниот месец, но гледаат дека Cardano не успеал да го реализира хардфоркот на определениот датум или го одложил за не знам месец дена. Значи мене ако ме прашувате ваков тип на професионализам во криптосферата не постои како Cardano и затоа јас верувам на вистина во развивањето на овој проект, а дополнително ќе повторам уште еднаш и ќе го повторувам постојано, Cardano за разлика од останатите проекти во криптосферата не се цели само кон западниот свет, Европа и Америка, затоа што само таму има цивилизација, туку се цели да се развие и да биде практично алатка многу повеќе во Африка, во Индонезија, во Источна Европа, каде што зборуваме за посиромашни држави кои што на вистина имаат потреба од ваков тип на технологија и истите на вистина може да искористат, за разлика од она тепање на проекти за да се пласираат себе си во Америка или во Европа, што е катастрофално. Чи многу голема грешка и затоа јас верувам дека Cardano ќе има многу голем развој за разлика од претходните проекти, значи нормално оние топ проекти кои што ги имаме, затоа што тие значи сите се напрегнуваат за истиот пазар. За разлика од тоа Cardano не гледа така на работите и сосема поинаку приоѓа на целосната, да речеме, економска шема во однос за тоа каде го пласира својот продукт. Значи тоа е кратко, мораме да чекаме да дојде 22 септември и да видиме дали сето тоа ќе биде реализирано како што треба. Значи, дури да се појави грешка, јас нема да изгубам доверба во проектот, секој проект се развива, секоја технологија е потребно време, но досега Cardano без никаква грешка успева да направи се од оние апдејти кои што ги спроведува. Сега, значи, ќе напоменам само дека генерално Cardano јас верувам дека ќе биде повторно еден од главните играчи во следниот bull market и затоа како таков ќе го чуваме, нема да направиме никаков дамп
кога ќе се случи растот на цената пред овој 22 септември, а ќе се случи. Значи без разлика што се случува во светската сцена, истото ќе биде и со Ethereum, истото ќе биде со Cardano. Значи пред ваков тип на голем евент каде што огромен хардфорк, односно апгрейд се прави, секогаш имаме зголемување на цената и цената се движи обратно на било каков тип на економски појави, односно може да ги видите сите криптовалути, сите пазари да паѓаат, а цената на Cardano и на Ethereum на пример да расте, што мене воопште не би ме изненадало, нешто што навистина го очекувам, со тоа што очекуваме да направиме дамп на собствениот Ethereum, но не и на Cardano. Чисто ви напоменувам како канал што очекуваме. Зошто е тоа така? Сега да се вратиме на следната тема за која што рековме ќе разговараме денес, а тоа е Bellatrix апгрейдот. Зошто е тој толку битен и зошто ќе направиме дамп на Ethereum-от за разлика од Cardano. Значи Ethereum моментално за разлика од Cardano кој што истиот може да биде стейкан и затоа добивате други токени, нели? Не викам дека е ограничен, напротив, Ethereum-от е со многу голема употреба, затоа што Ethereum-от, односно екосистемот на Ethereum е најразвиениот и најбрзо развивачкиот генерално во целата историја на крипто до сега. Сега, идејата за Bellatrix апгрейд, значи како што имавме видео за Cardano каде што детално објаснуваме што се случува со и каков ќе биде Vasil хардфоркот и зошто е толку битен, кои се компонентите и слично, така истото го имаме и за Ethereum, дури и малку повеќе, каде што детално објаснуваме што се очекува од секој аспект, како економски, финансиски, така и нели технолошки, значи што ќе биде напредокот, во што ќе се состои, кои се компонентите, како истиот ќе биде направен, која технологија има, значи се може да погледнете во буквално го имам и ставено тоа видео кај нас на каналот кога ќе влезете. Тоа е првото видео кое што е на некој начин промотивно видео на самиот канал, затоа што е моментално многу битно во однос на тоа што ќе се случува. Сега, доколку не сте го погледнале, ве не поменувам да го погледнете прво тоа видео, со цел да може да разберете уствари што моментално зборувам, затоа што не можам да се вратам повторно и да направам еден час зборување за апгрейд кој што веќе сме го објасниле претходно. Bellatrix апгрейдот уствари представува официјалниот хардфорк кој што треба да го доведе Ethereum во следната фаза, односно на промена на технологијата од Proof of Work во Proof of Stake, кое што е очекувано уште од 2016-17 година, со тоа што значи досега оние 3 тестнета кои што беа направени беа целосно успешни. Сето тоа пак ќе кажам, може да го погледнете во претходното видео, со тоа што Bellatrix е на некој начин круната на целата оваа процедура, каде што значи чисто малку по детално објаснето. Значи треба да се случи на септември 6. Но иако тоа е септември 6 генерално датумот определен, времето не може точно да биде определено. Зошто? Затоа што Bellatrix треба да започне на одреден блок, односно епоха 144.896, каде што во оваа епоха ќе биде измајнат последниот Proof of Work блок и со тоа ќе заврши работата на Proof of Work chainот, каде што ќе биде, значи за тоа да се случи треба да се фрли оваа TTD, односно Total Termination Difficulty или Difficulty Bomb се нарекува, која што треба да ја зголеми значи тешкотијата на алгоритмот кој што се решава со цел да се добие право да се запише блок во Proof of Work мрежата, ќе се зголеми толку многу што моментално компјутерите кои што ги користат мајнерите за Ethereum не се ни приближно до доволно јаки за да може да решат ваков тип на алгоритам и да може да го запишат следниот блок. Со тоа, значи со фрлањето на оваа официјално Difficulty Bomb се започнува со Bellatrix апгрейдот и истиот треба како хардфорк да започне целосно. Сега не знам точно нели во детали да го објаснам. Идејата е да се префрли целата меморија на Proof of Work мрежата, леџерот на Proof of Stake, каде што Proof of Work до сегашната работа ќе биде само еден од шардовите кои што ќе бидат во оваа шард мрежа на Proof of Stake за Ethereum. Значи Ethereum со она Total Value Lock кој што до сега се случува нели веќе година-две наназад, веќе има воспоставено нодови каде што заклучениот Ethereum е колатерал за овие нодови да ја превземат работата во Proof of Work и на тој начин да конечно негде околу сега, значи идејата е дека на 15-16 септември званично ќе почне да работи Proof of Stake мрежата целосно и тоа е веќе комплетирање на мрџот, односно стартување на работата на Ethereum во Proof of Stake.
Значи тоа е еден легендарен потфат кој што потребни беа години за да се реализира и значи Ethereum и самата на некој начин организација на Ethereum со реализирање на ваквиот тип на потек ќе покаже дека на вистина е лидер во индустријата. Верувајте ми, многу луѓето веруваат дека ова ќе биде направено. Значи имаме огромни пари во позадина, значи чисто само да видиме како прилика се соодносот помеѓу биткоин и Ethereum моментално. Значи моментално имаме скоро 190 билиони во Ethereum за разлика од 380 во биткоин. Ако се сеќавате, значи беа негде оприлика 50%. Ако се сеќавате, исто така користевме и оваа страна, односно да флипенинг страната, каде што можеме да видиме како е соодносот, значи 49,7% и оприлика 50% повторно, со тоа што, значи можеби нема да се случи, можеби ќе се случи, можеби има мала шанса, тоа не можеме да го знаеме додека не видиме како ќе биде реализиран целиот мерч, но флипенинг, односно кога Ethereum би има поголем маркет кап од биткоин, би можел да предизвика сосема друг тип на економија во пазарот на криптовалути и да промени она што ние моментално го нарекуваме 4 годишен циклус, затоа што истиот е наратиран директно од биткоин, каде што Ethereum како нов крал би имал, да речеме, собствен циклус, собствено движење на цената, затоа што истиот нема механизам како биткоин на халвинг, е сосема поинаков. Сега, да не навлегуваме во тоа, и за флипенинг имаме посебно видео, може да го погледнете доколку го сакате. Идејата е дека не знаеме колку ќе биде напредокот. Ние очекуваме солиден напредок и очекуваме цената на Ethereum да порасне барем до 3000. Значи, тоа е прилика некоја од оние мети кои што ние ги имаме, каде што 3000 би била една од, значи ова би било фактички до овој топ, значи да направи дабл топ формација, каде што јас очекувам дека цената на Ethereum би требало да се придвижи барем до 3000 со ваквиот тип на успешен мерч, значи мораме да потенцираме мерчот, мора да биде успешен за ваквиот тип на профит да дојде во Ethereum, со тоа што да не забораваме дека дополнително овој профит е загарантиран со фактот дека пред, значи, година дена од самиот халвинг, година дена од самиот мерч кој што треба да настане на 15-16 септември, никој од оние кои што го заклучиле собствениот Ethereum во така наречените нодови за стейкинг, нема да може да го извади собствениот Ethereum, што дополнително помага во она да нема дампинг во моментот кога ќе биде направен самиот мерч. Но тоа не го менува фактот дека многу од нас, на пример, не го ставиме на стейкинг, не го заклучиме собствениот Ethereum и ќе бидеме во можност да го продадеме, да речеме непосредно пред самиот мерч, доколку тоа ни донесе голем профит. Сега, разликата во продавање на Cardano, кој што ќе добие некој, да речем, солиден напредок на цената и профит кој што може да ви го донесе Ethereum во најдлабокиот дел од bear маркетот, е многу голема, затоа што провенствено самиот апгрейд кој што Ethereum го прави е многу поголем и позначаен за целата криптосфера, не само за Ethereum, за разлика од ADA, каде што ваквиот тип на напредок може да биде нешто досега невидено. Значи има релативно големи шанси, значи ваквиот напредок на вистина да донесе нешто што никој досега не успеал да го види, затоа што ваквиот тип на технологија никогаш не била направена. Значи да се промени од Proof of Work во Proof of Stake, посебно со ваков тип на масивен маркет кап, никогаш не била направена. И поради таа причина, значи чисто да направиме некоја основна мерка. Значи гледаме дека овдека веќе сме направиле мерење на Fibonacci секвенцата, каде што сме достигнале 50%, 0,5 на Fibonacci алатката, со тоа што сега моментално треба да видиме кој би бил, значи ќе погледнеме од целосниот потек, да видиме кој би бил нашиот потенцијална мета нагоре. Значи можеме да видиме дека првата мета ни е негде околу 2500. Значи 2500 би била првата мета која што треба да достигнеме по Fibonacci секвенцата, каде втората е негде на 3200-3300. Значи ова се потенцијални мети, чисто да погледнете што Fibonacci секвенцата сама по себе покажува, доколку ова навистина вроди плод, значи самиот мерч. Јас верувам дека тоа ќе се случи, верувам дека нивната напорна работа што ја вложија во години назад, навистина ќе вроди плод
и како напредок на самата криптосфера, верувам дека тоа е многу позитивно за целата криптосфера. Сега, идејата во сето тоа е дека ние очекуваме да направиме брз профит во замена за овој профит кој ќе го направиме, односно кој ќе продадеме пред или по самиот мерч, во однос на тоа како ќе видиме каква е цената, значи тоа е нашата идеја, тоа е она што ние го правиме, не ви кажуваме што треба вие да правите, значи како што и секогаш кажувам, ова не е финансиски совет, ова е што ние правиме како канал. Значи во тој момент кога ќе го направиме, тоа ќе го направиме со цел да добиеме уште поголем обем на стейблкоини кои што ќе ги искористиме на следниот пат кој што го очекуваме поради следниот rate hike. Односно, кога ќе добиеме целосна капитулација, да речеме, на биткоин под ова локално дно, па дури и кога ќе направиме double bottom, ако цената не успее да се задржи овде, ние ќе го искористиме овој профит што планираме да го направиме од Ethereum со самиот мерч, затоа што гледаме дека и самите датуми одговараат. Значи, мерчот ќе биде негде на 15-16 септември, за новата стапка која што, да речеме, ќе одлучи Фед да ја направи, ќе биде негде на 21. Што значи дека забрзано верувам дека после тоа цената на Ethereum ќе падне, иако мржот ќе биде успешен, затоа што имаме нормално движење на пазарите надолу, каде што мржот не може тоа да го издржи. Значи, да не заборавиме, станува збор за трипл халвинг, станува збор за огромно намалување на новиот, и тоа е објаснето во нашите видеа, значи на новата количина на Ethereum која што биде произведена, значи до сега имаме произведување на 4,3 милиони на годишно ниво Ethereum, сега ќе имаме 600.000, што се грубо кажано 3 пати халвинг како што е на биткоин, што значи дека самиот Ethereum ќе добие веднаш памп на цената, но генерално вистинскиот памп ќе дојде кога ќе помине одредено време во кое што не се произведува толку Ethereum, а имаме burn, имаме губење на самиот Ethereum, значи буквално ќе стане дефлационен, за разлика од останатите валути кои што се инфлациони. Значи тоа е идејата која што очекуваме, чисто уште еднаш да напоменеме кога. Значи официјалното време во кое што тоа треба да се случи е 11, значи во прилика, пак не може да биде целосно кажано, 11:30 на UTC меридијанот практично, а тоа во наше време, буквално во македонско време, треба да представува 6:41 наутро на 6 септември, утре. Значи, утре во прилика пред 7 треба да настапи Bellatrix форкот, кој што е клучен. Значи, истиот ова difficulty bomb е нешто што е еднаш во целата историја на Ethereum и никогаш нема да се повтори, и нешто што може да тргне или многу лошо или многу добро. Значи, ние буквално ризикувавме, знаете и сами го покажаме нашето портфолио, значи имаме солидна сума негде околу 41-42% во Ethereum, кое што треба да ни помогне да собереме повеќе стейблкоини, со цел да можеме да купиме поголема количина на Ethereum кога ќе направи повторна корекција надолу, после официјалното воспоставување на мрџот на 15-16 септември. Што гледате, буквално се одговара. 15-16 е мрџ каде што ние ќе продадеме, профитот ќе го искористиме со цел кога ќе падне повторно пазарот после 21 септември, да купиме повеќе, но нормално нема да брзаме, затоа ако се ќавате постојано ви кажуваме, че ние имаме се уште барем 50% од она планирана количина на кеш и стейблкоини кои што ќе ги внесеме во следниот пат на маркетот. Значи затоа ви кажав, тоа се тие 50% кои што треба да ги распоредиме постепено во овој bear маркет, затоа што на вистина ова е маратон, ова не е спринт. И тоа моментално се докажа со ова завршување на оваа корекција, која што луѓето мислеа дека е следниот bull маркет, која што ние постојано тврдевме дека не е. Корекцијата е добра, ако правите трейдинг, тоа е добро за да направите локален профит, но не, значи следната нога надолу е неизбежна. Иако секогаш постои шанса да сме грешка, затоа ние, например, веќе имавме внесено 50% во овој сегмент, со цел да, ако евентуално сме грешка, да веќе имаме алоцирано голем дел од нашето портфолио, дека навистина ова било дното. Сега, да не забораваме дека ние генерално само 25% имаме внесено во она што навистина го планиравме со цел да се позиционираме во овој bear маркет, а тоа беше негде околу 17,5-18 000 биткоин, со тоа што следните 25% ги ставивме во Ethereum исклучиво поради
овој момент каде што ќе можеме да направиме профит и овие 25% кои што ги внесовме во претходниот месец да ги вратиме назад со многу поголем профит кој што ќе можеме понатаму да го искористиме во уште подлабокиот дел од овој bear market кој што беше потврден со изјавата на Джером Пауел дека Фед и понатаму ќе продолжи со rate hikes, што неизбежно ќе ги доведе и понатаму сите пазари надолу, а вредноста на DXY индексот нагоре се повеќе и повеќе. Значи затоа е самата економска ситуација е така поставена да можеме да видиме дека сме далеку од завршување на bear маркетот, посебно со почнувањето на оваа зима која што се очекува да биде исклучиво тешка, што нас не радува, затоа што после секоја тешка зима ќе дојде многу добар следен економски момент каде што овој масивен пат кој што ние ќе го искористиме за да ги направиме сопствените позиции многу добри за следниот bull market, да биде одлична позиција со која што ќе добиеме огромен профит во иднина во следниот bull market 2024-2025. И пред да завршам сакам уште едно само да напоменам дека ваквиот тип на масивни апгрейди се прави во bull market, да, но овие два апгрейди кои што ги прави Cardano и Ethereum се толку битни што ефектот од нив ќе го добиеме не сега, туку во следниот bull market, затоа што овие механизми кои што се внесуваат, начинот на кој што понатаму ќе работат овие блокчейни, ќе треба време за да вроди плод кој што во следниот bull market, после самиот халвинг 2024 во мај, на вистина ќе покаже дека вакви тип проекти се овде за да останат. Значи биткоин и да речеме Ethereum досега се единствените кои што на вистина покажале дека го издржале оној тест на времето, што иако не може да потврдиме, но понатаму вакви тип на масивни апгрейди за Cardano и за Ethereum уште повеќе ќе ги затврсти во оние топ 10 коини кои што понатаму на вистина ќе донесат сериозен профит за оние кои што инвестирале во нив. Уште еднаш ви благодарам за тоа што следите нашиот канал. За промена од Македонија, значи правиме видео блиску до сите вас од Велес, самиот центар. Се надевам дека и понатаму ќе следите нашата програма. Ви благодарам за поддршката, доколку продолжите да не поддржувате, понатаму ќе продолжиме и ние да правиме материјали за вас. Ова е само краток апдейт во однос на последните два битни датуми за кои што треба да разговараме, 2 и 5 и 6 септември, и се надевам дека ќе погледнете ова видео посебно пред утрешниот настан, затоа што е исклучиво битен и се надевам дека сте припремени за оно што доаѓа посебно за Ethereum, а дополнително и за самиот Cardano. Се гледаме во следното видео, ние сме се уште на одмор, целиот тим значи тешко одмара во Македонија, може да замислите кога ќе се вратите прво после 4 години како секој сака да направи нешто со вас, затоа и малку немаме време за да работиме повеќе на каналот, но од 7-8 септември званично ќе бидеме повторно на Малта и подетално ќе продолжиме да работиме со нашиот канал. Уште еднаш ви благодарам многу, целиот тим на Криптогамиджија од одморот во Македонија ви благодари за вашата поддршка и ви посакува добар ден. Се гледаме во следното видео.